Заложбена и надежна визија, вертикала и парадигма за иднината на младите во Македонија. Да им помогнеме ние, професорите, стручните, родителите, на младите да си ги реализираат своите соништа и визии за некорумпирана, слободна, суверена и просперитетна Македонија. На ТВ каналот Откритија Discoveries, надеж за иднината. Властите, наместо да го хуманизираат човештвото, тие го криминизираат. Наместо да создаваат услови за сигурна екзистенција на младите и просуд на општеството и на државата, тие ги истеруваат од Македонија. Наместо да ја чуваат и развиваат Македонија, тие ја уништуваат. Како треба да живееме и да создаваме во Македонија за да бидеме слободен народ и слободна земја? Не странци да ни диктираат политики, име, уредување, устав, образование и реформи со неприфатливи содржини и планови, туку да ги поддржат автохтоните заложби, политики, уредувања, реформи. Да им помогнеме ние, професорите, стручните, родителите, на младите, да си ги реализираат своите соништа и визии за себе си во својата татковина, во некорумпирана, слободна, суверена и просперитетна Македонија. Заедно и со наша помош, стручно и одговорно, да ги креираат сите аспекти, нашите внатрешни политики, уредувања, реформи, образованието, со што конечно ќе ги создаваме потребните услови и амбиент за создавање и градење на парадигмата за новото време, младите да продолжат да си ја креираат својата иднина во својата татковина Македонија. Тоа е патот кон слободата. За 5 секунди ќе го приклучам. Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија Discoveries, програма која што се емитува и снима во Скопје, Македонија и слуша на секаде во светот. Јас викам Силвана Павловска, новинар од Австралија во посета на Скопје и Македонија. После една кратка пауза, евене повторно заедно, овој пат со концептот кој што верувам дека ќе ви се допадне на вас. Денешнава емисија, почитувани наши слушатели, е воведна емисија со наслов Одговори за нас и е дел од серијалот емисии Македонска цивилизацијско обликување, идеологија и создавање во новото време, кои постапно треба да не воведат во севкупната проблематика и сложеноста на собитијата на македонско и цивилизацијско рамниште, особено од аспектот на актуелниот глобален контекст, до одговорите и до потребното севкупното професионално, научно и стручно третирање во разни области, интердисциплинарно и интерперсонално. Денес ми причинува големо задоволство и чест да водиме разговор со професор доктор Нестор Огинар. Професор доктор Огинар е професор во пензија по англиски јазик и литература, кој живее повеќе децении во Соединетите Американски држави, поточно во Њу Јорк. Господинот Огинар, почитувани наши гледачи и слушатели, е основачот на Семакедонскиот Светски конгрес, прв задграничен представник на ВМРО ДПМН, долгогодишен представник на Светскиот македонски конгрес во Обединетите нации, основач на политичката партија Помни, преродба и обединување на македонските национални идеали 2002 година, да, благодарам, која зеде учество на тогашните избори во Македонија.
Тој е член на Светското македонско координативно тело и член на Македонскиот манифест. Активен е на социјалните мрежи со колумната Македониум и активен е и бил на безброј протести во Соединетите Американски држави и во Република Македонија. Професор доктор Огинар и неговата сопруга Милица Огинар моментално се на посета во Република Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдоме, сигурно. Овде во Скопје и емисијата на ТВ каналот Откритија, Discoveries, да. Република Македонија, професоре, од теоретска гледна точка е независна и суверена држава со свој устав, држава на македонскиот народ и на малцинствата што живеат во неа. Од друга страна пак, ова реалноста со која што се соочуваме сега, во последниве 32 години, од својата самосталност или самостојност поточно, се соочува со безброј предизвици во сите сфери на државноста и суверенитетот. Сега тие предизвици се секојдневни и народот е просто доведен во една безнадежна и секако непожелна состојба. Како вие, кои живеете надвор од Република Македонија, гледате на моменталната состојба во Републиката? Кои се вашите впечатоци и загрижи? Кои се причините за македонскиот раскол? Прекрасни прашања. Пред се да речам дека ми е чест и посебно задоволство да видам гостин денес овде на оваа програма. Discoveries на англиски, Откритија на македонски. И се надевам дека почетокот на оваа серија ќе донесе навистина вистински discoveries, односно вистински откритија за тоа како ние можеме како македонци да се обединиме и да ја спасиме Македонија, да ја обединиме Македонија и да ја го вратиме нејзиното достоинство. Во смисол на прашањето, господјо Павловска, ќе речам дека јас не бев присутен последниве 4 години во Македонија заради тоа што ковидот не спречуваше и мене и мојата сопруга, кој што спречи уште илјадници наши македонци да дојдат. Од Македонија излегоме во 19 година во август месецот и сега, враќајќи се назад, ова дека повторно после 4 години, можам да речам дека не забележувам апсолутно никаков прогрес во смисол на подобрување на климата и политичка и економска, а да не зборувам и за еколошката клима, нели? И за овие 2,5 месеци од прилика колку што сме тука во Македонија со мојата сопруга, посетиме повеќе градови, се сретнавме со повеќе луѓе, приватно и организации. Имав неколку настапи на телевизија и на радио. Учествувам на собранието на Светскиот македонски конгрес. Бевме во Охрид, бевме во Преспа, бевме во Гостивар, во Тетово, нашите родни градови. И ќе можам да речам дека во мојата комуникација со обичниот човек не наоѓам енергија, не наоѓам ништо позитивно, не наоѓам ништо кое што ветува надеж. И јас ќе речам дека мисијата моја лична, како што и вашата, и на господјата Бодинкова, и на нејзиниот сопруг Ристо, нели, и воопшто на сите нас македонците треба да биде да му покажеме на македонецот дека ништо не е изгубено, дека во светот се случуваат многу промени и дека постојат држави во светот кои што се уште во полоша состојба отколку каде нас. И дека ние како македонци мораме да ја бараме нашата иднина, не во Европа, не во НАТО, не во во Америка, туку внатре во нас самите, во на наше собствено историско величие кое што нас ни го украдоа, односно ние дозволиме молкум да ни го земат. И затоа ќе речам дека, како што ќе зборуваме и понатаму во нашите разговори, ќе речам дека јас имам надеж. Ако на македонскиот народ му се покаже пример или модел, и она што на англиски се вика Paragon model, за тоа дека постои надеж, дека постојат луѓе кои се грижат за нив, дека ќе успееме. Меѓутоа ќе мораме да пуштиме една сериозна порака неотподвиклива до секој македонец и македонка
и во Република Македонија и надвор во околината и оному каде што не има, дека нашата еднина и нашата судбина како македонци зависи не од политичките партии, не од големите сили кои што ни имаат окупирано и колонизирано, туку од нас самите. И дека ние сме тој фактор, единствениот фактор, кој што може да ја мени работата многу побрзо и многу полесно, отколку она што некој сака да ни го наметне. Тоа би значило на еден начин да се смени свеста и размислувањето на обичниот, не само обичниот човек, туку секој еден човек кој што живее во Македонија, да размислува на еден подруг, поинаков начин, дека постои таа надеж, дека има луѓе како вас и други кои што се грижат за состојбата во која што се наоѓаат овие луѓе. Што треба да се стори за да се таа свест развие на едно ниво кое што ќе биде доволно со цел да се превземат некакви решенија? Со години размислувам за тоа каде е таа магична формула. И знам дека не постои. Меѓутоа во исто време ќе речем дека и постои. А многу убаво рековте дека она што прво мораме да го направиме, ние македонците, е да ја промениме свеста за нас. А свеста за нас ќе ја промениме во тоа што ќе се бараме себе си, а не дека ќе дозволуваме да не дефинираат нашите политички партии или пак институциите, кои што, како што знаеме, во оваа држава се наполно изгубени и корумпирани. Според тоа, мора секој од нас да почне од себе си самиот. Секој од нас мора да го открие во себе македонецот и македонката, и да му пружи рака и да го препознае другиот и да му помогне. Наместо да го гаиме и да го негуваме толку она лошо инстинкт за самоуништување и за самопонижување, ние мораме да апелираме до македонецот и до фактот дека македонецот не е ништо полош отколку било кој друг, да речеме американецот или гркот или бугаринот или србинот или било кој друг од државите во светот. Ние мораме да го изградиме она достоинство и она самодоверба која што на македонецот му имаат украдено најмалку после 30-те на години во оваа состојба, а и многу порано почнувајќи уште со комунистичката партија. А за тоа постојат премногу причини и начини да се успее, за кои што ќе зборуваме малку подоцна. Да. Достоинство и самодоверба. Очигледно дека фалат многу. Многу не стиваат, да. Го споделувам со вас мислењето и она што вие сте го доживеале кога сте зборувале со луѓе, пред малку зборувавте со обичните луѓе, дека им недостасува таа самодоверба на нив. Она што јас го приметив овде е што народот, обичниот народ, а и оние што се од интелектуалата, образовни луѓе, тие обично зборуваат или го обвинуваат некој, дека кривицата е во тие или во оние и дека не размислуваат просто како може тоа лице самото да допринесе или да се излези од таа состојба и да ги потикни другите луѓе исто така да излезат од таа состојба или од тој мајндсет, така речи. Самодовербата фали, достоинството фали, како што рековте. Најлесниот начин и наједноставниот начин е за секого, не само за нас македонците, да ја префрлиме вината за неуспехот каде другиот. А тоа каде нас е многу присатно, нели? Меѓутоа, јас пак ќе речам, јас од своја личен аспект говорам, дека ја прифаќам одговорноста и самиот, и покрај тоа што имам направено барем малку нешто за Македонија, ја прифаќам одговорноста за тоа дека неуспехот или пак состојбата во која што денес ја наоѓаме, нашава држава Македонија, е во мене. И дека јас сум виновен за тоа. И не сакам сега да наблегувам во тоа што и како е, меѓутоа ќе го поставам прашањето, она што Џон Ф. Кенеди го постави пред американците на неговата инаугурална беседа, кога рече "Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country." И сега ги прашувам нашите македонци и македонки во оваа држава, во околните држави од поделена со Букурешкиот договор Македонија,
македонците во Европа, во Австралија, во Америка. Што направивме ние, или воопшто речено, дали вистина направиме повеќе од колку што можеме да сториме? А одговорот, иако е реторички, ќе речем не. Затоа што мислам дека ако правиме оно што требаше да го направиме, ние досега ќе беме многу поинаква држава. И еве сега идејќи на овamo во еден такси, зборував со таксистот, кој што исто така беше обседна со ова што го говориме, самопонижување, недостаток на доверба, недостаток на надеж за едината на Македонија. Меѓутоа и тој самиот рече дека кога би се јавиле елементи, институции, луѓе, кои што би им покажале со примерот на своето однесување, дека има надеж за Македонија, дека самиот наш македонски народ би пошол по нив и би го направил тоа. Меѓутоа, за да појде македонецот по другиот, пред се мора да се препознае себе си самиот како македонец и да се ослободи од стравот кој што е апсолутно хиперболизиран и патолошки, а стравот не е вистински, стравот е наметнат. Стравот е дел практично од животот на сите нас, па и на животните. Меѓутоа, стравот што на македонците овдека им е сервиран е апсолутно непостоечки, бидејќи тоа е онаа причина која што ги парализира нив самите. И јас ќе го цитирам Франклин Делано Рузвелт, кој што во најкритичните години во времето на големата американска депресија 39-та година рече: "All we have to do is to defeat fear." To defeat fear. Значи ние мораме прво да го победиме стравот за да се победиме себе си самите. Да. Страв кој што не постои. Не постои. Но колкумина од македонците и другите што живеат овде го сваќаат тој поим. Јас мислам дека некои го сваќаат, меѓутоа треба да им се покаже со пример. Јас често пати кога зборувам со нив, ќе појдат од аспект на тоа дека се наполно откажени, дека се исплашени, дека се плашат, дека ќе изгубат работата, дека се плашат ќе ги затворат, бидејќи имаме многу примери во оваа фашистичка држава за последните 31 година каде што гласот, ако го кренеш, те репресираат, нели? Да. Меѓутоа, кога ќе почнеш да говориш со ними во патеката на логиката, тие почнуваат пополека да се преобразуваат. И на македонците им треба тоа преобразување. На македонците им треба примери на луѓе кои што со начинот на своето битисување ќе им го покажат тоа. А тие досега го немале ниту во политичарите, ниту во политичките партии, ниту она што тие ги нарекуваат своите собствени лидери, а уште подолшо и надлошо, ниту во големите македонски интелектуални институции, а исто така за жал и во нашата македонска црква. Да. Додека сме сега за црквата. Да. Јас тоа и намерно го поменав. Да. Подвлековте тој поим и би сакала да зборуваме можеби сега околу тоа прашање, затоа што е се уште, нели, актуелно, нели? Една година. И актуелно и недоразбрано, недорешено. Недоразбрано и недорешено. Што се случува со Македонската православна црква во Македонија овде? Зависи кого ќе го прашате. Дали ќе прашате некој од синодот, иако и тамо чувствувам подоби, некој од владиците, или пак ќе прашате некој од свештениците со кои што сум имал повеќе средби, и ќе речам едно нешто дека вистината за тоа што се случува во нашата православна црква, односно во синодот, ја добивам повеќе сликата за тоа што е и како е од обичните свештеници, отколку од оние кои што се на повисокото хиераршко ниво во синодот. Нашата црква, таква како што ние ја доживаме за последниве 33 години, не е онаа црква која што јас ја познавам историски гледано. Бидејќи Македонската православна црква не само што е основана во Библијата и запишана во Библијата, туку таа и во времето на Рим, и во времето на во времето на Отоман, нели? Македонската црква била тој стожер, тоа гнездо, тоа јадро, тој извор на енергија која што го воспитувала народ и се грижала за него. Оваа црква, за жал, тоа не го прави. Меѓу другото, ќе речеме едно нешто што уште го немам проверено. Вчера добив видео, едно од еден мој пријател, близок човек, на кој што можем да му верувам, иако изворот не ми го кажа, каде што на тоа видео говори еден србин.
во кој што зборува за трговија на дроги и на проституција и на трговија со деца. И тој ја спомнува шокантно Македонската православна црква како агент кој што го прави тоа. Ова нека оди како предизвик надвор, треба да ја испитаме таа работа. Јас не верувам на тај, не секам да верувам во таа изјава. Меѓутоа, треба тоа да се испита. Да, може би во оваа прилика тогаш да ги повикаме тие што се челниците во Македонскиот синод да се изјаснат околу нивната позиција, дали тоа нешто се случува во црквата и дали игра црквата некаква улога која што, како што звучи, е можно или наводно се однесува на некаков си организиран криминал. И јас мислам дека може би да го најдам видеото и да ви го испратам, за да испратим еден предизвик до нив. Меѓутоа, кога сме веќе во црквата, околу црквата Госпоѓа Павловска, вие како жител, како македонка во Австралија, една голема македонска колонија, кој што со децении назад имале проблеми токму со таа наша македонска православна црква, да не спомнуваме сега имиња на владици, меѓутоа проблемите постоеле и за жал се уште постојат. Постојат и тука и само набрзано ќе го допрам она што во последниве неколку месеци ни се случува околу тобожното признавање со томоси и со било какви други работи со одредените цркви, дали е тоа грчката или српската, што за мене е апсолутно неприфатливо и непотребно, бидејќи ние имаме црква, ја основаме со Народен собир, црковен 69-та година, нели? Да. И ние сме единствените кои што можат да било што да речат и да менат, а не владиците кои што сакаат да прават популаризација само за ними самите. Сега размислувам за ова што го рековте пред малку околу тоа видео. Секако дека би не занимало ако постои тоа видео да го разгледаме. Јас бев шокиран, не можам да верувам, меѓутоа ќе се обидам да го најдам и да го кажам, иако ќе ви речам едно нешто, не би бил изненаден. Со обзир на тоа дека и во црквата, односно во синодот, свесни сме за големи видови на велепредавства и за расипништва, нели? За тие црни мантии се кријат многу работи кои што треба да ги обелодениме. И нашата црква мора да истапи отворено и да го поведе нашиот македонски народ, бидејќи македонскиот народ е верник. На нам ни треба црквата. Меѓутоа, нам ни треба црква која што ќе не учи по канонот и по православието на Исуса Христа, а не по тоа што некои српски или грчки цркви тоа ни го наметуваат. Спомнавте пред малку за црквата во Австралија, исто така. Секако дека имаме искуство од сите тие случувања со нашата црква во Австралија, каде што македонскиот народ всушност таа играше огромна улога во животот, во општеството наше во Австралија до пред, можеби, не можам сега да кажам колку години, меѓутоа, во последниве 10, можеби 15 години, жално е да се види дека дури во некои црковни општини и цркви вратите се затворени. Затворени физички затворени. И тоа кога има празници кои што ги славиме, за богослужби, тие се затворени. Имав јас едно свое лично искуство, кога за еден празник неодамна пред да дојдам овде во Скопје, црквата беше затворена, каде што служи свештеникот Миле Талевски, може би сте слушнале. Како да не? Јас го следам на телевизија. Свети Димитрија, Миле Талевски си заминал дома откако завршил со службата и самите врати на црквата под клуч, никој не отвара црквата. А јас отидов малку подосна и немав прилика да сторам она што имав во план да сторам. Кога се распрашав зошто е црквата затворена, тие рекоа, па Миле си заминал дома, имал некои обврски, други обврски и дека толку не може повеќе да се влези внатре. Не можам да сватам како тоа може еден свештеник кој што е платен, кој што е испратен од синодот да служи во една таква црква, мислам пример е со Свети Димитрија во Спрингвейл, да има други обврски
кога е платен да служи тој ден и црквата треба да биде отворена цело време. Апсолутно се согласувам со вас. Не знам дали тука во Македонија постојат, јас сум премногу кратко време овде, за да речем дека и тука постојат такви примери. Меѓутоа мораме да признаеме дека еден добар дел од вината за расколот меѓу нас македонци и во оваа држава и во прогонот, во иселеништвото е одговорна токму таа црква, бидејќи не си ја врши девената и улога од Бога Господа. Да. И на крајот ќе речем, јас сум разочаран од повеќето владици, иако сум ги сретнал почнувајќи од архиепископот Стефан, па со Агатангел, па со Петар, па со сите други. Јас сум разочаран од начинот на кој што тие со децении молчат и се уште молчат кога нам ни се менуваше и знамето, кога ни се менуваше и името, кога ни се менуваше и уставот. Единствено што направија добро е што во последно време ја кренаа главата против она во образованието, таа нестречна програма која што пропонира трансгендер, родова еднаквост и така натаму. Затоа можам да им оддадам почит. Во главно црквата ја нема својата улога, која што ја е дадена. Свештениците, владиците, кои што имаат за превозни средства најбесни возила, како Мерцедеси и Ауди. Наместо тоа тие мораат да одат на магарења, боси и да речам голи, ако сакате, како што го правише тоа Исус Христос, ако сакат да бидат блиско до народот. Бидејќи црквата засега ќе речам една од она свето тројство, за кое што ќе зборуваме малку подоцна, кое што може на македонецот да му ја крена верата во себе самиот и во Господа Бога. А ние прво што мораме да направиме е да ја вратиме верата наша во Господа Бога, а тоа ќе го сториме преку црквата. Благодарам. Ако можам сега да се обратам до Ана Попинкова Мијаковска, простите, јас не ве представив во почетокот на програмата, се извинувам. Вие учтиво слушате одговорите и прашањата и оваа дискусија што ја водиме со нашиот почитуван професор доктор Огинар. Кажете, имате ли некое вие прашање да поставите овде или да ни се приклучите во дискусијава? Да, сепак бидејќи ни е главен гостин, така да кажеме, во оваа прилика професорот Огинар ќе му дадеме тој да ја има, или да ја во оваа емисија да го има најмногу зборот. Да. И околу расколот со кој што почнавме, за кој што е важно нели да детерминираме поради кого е, поради што е и кој што трае не од некое недавнешно време, долго се случува дури историски и назад во историјата кога ќе видиме, значи како да се пресликуваат состојбите. Сега на ова тло во Македонија и со македонците, значи тука може да ги спомнеме и оние кои што биле македонците, античките или после Александар. И во тие прилики, нели, на кој начин и тогаш се случувало да постои раскол, знаеме, познати се причините за тогашно време. Меѓутоа, нас како современици и како активни, да речеме, родолюби кои што имаме активизам за да ги надминеме овие расколнички состојби во сопствената татковина и секаде каде што живееме, нели, не следи нашето наследство, нашите прилики како македонци, односно единствен македонски народ кој што живее и е раселен никогаш и присилно. Значи, ме интересира, би сакала вие, нели, вашиот одговор кој би бил, значи, кои се причините во современата состојба во Македонија и од кога, бидејќи ние сме независна еве 30 и нешто години, самостојна суверена, која што требаше да се развива и гради и да биде нешто, нели, да биде во својот процвет, за разлика од претходни периоди кога секогаш била подчинувана, поробувана, сме немале своји представници, така натаму. Во демократска република, држава, Република Македонија,
кои се причините што ја влечат наназад, ја туркаат во погрешна насока, го разнебитуваат, го бришат, нели македонскиот народ веќе не постои во актите, законските, во уставот. Сега се оди и кон, нели, е променето името, се оди сега и кон други, уште поголеми разнебитувања. Завршни фази. Да. И каде, значи точно ние именуваме, нели, виновници, еве црквата еден ја спомнате. Меѓутоа, во овој општествено-политички контекст, кои се тие факторите или виновниците за расколот? Дали се уште им е дозволено или сами се дозволуваат или од кого да го продолжуваат тој раскол, бидејќи гледаме дека се уште постои поделеноста на македонското тkiво, особено во Македонија, каде што е еден македонскиот народ, е најизразена. Ја, одговорот на оваа тема, впрочем, е премногу долги за доброто на времето, јас ќе морам да видам пократок. Пред се, јас мислам целта на оваа програма е да ги воспоставиме барем до некаде од наша гледна точка причините. Да. Не само за расколот, туку за оваа катастрофална состојба во која што се наоѓаме, и како држава, и како народ, и како нација, нели? И потоа, ако ништо повеќе, барем да понудиме наши видувања за тоа кој е и каков треба да биде излезот од оваа состојба. Да почнам накратко само со тоа што ќе речем дека причините се длабоки и тие за сега, како што рековте и вие, малку подалеку во историјата. Меѓутоа, јас не повеќе ја гледам причината од почетокот на комунизмот во Македонија, каде што Комунистичката партија намерно ја укина црквата, намерно ја стави под своја собствена контрола, од која што се уште можам да речам не е ослободена. Бидејќи е апсолутно сеедно дали црквата во времето на владењето на Комунистичка партија на Македонија била под нивна капа или пак сега е под капата на СДС или ДПМН, сеедно е тоа, како и да е, тие се уште зависат од диктатот или пак до некаде зависат од условите кои што црквата им ги диктира. Со други зборови, ние немаме независна црква. Да имаме ние независна црква, немаше да ни дојде до ова. Да речем, да имаме ние независна црква, немаше да дозволиме на еден расколник како што е Вранишковски да му биде дозволено по указ на нашиот македонски синод да биде вратен во ова. И сега да оставиме црквата настрана. Нашето наследство и односно нашето македонско искуство современо со политичките партии води корени во Комунистичната партија на Југославија, односно на Македонија. Таа партија замине најголемиот злосторник, без обзир на тоа што ќе ми кажа мене дека Тито ја направи Македонија, без обзир на тоа што ќе речат дека се живеело порно од тоа време. Значи, Комунистичката партија го укина селото, го одвои селенецот од неговата мајка земја, а морам да нагласам како учител, како професор кој што има извршено големи истражувања и литературни и психолошки дека македонецот во душата е селанин. Да. Македонецот не е граѓанин, македонецот не е интелектуалец, македонецот е интелигентен и итар и бистер, меѓутоа тој пред се е селанин. А што мислам по селанинот? Мислам дека македонецот од секогаш го вадел своето животно искуство од неговата поврзаност со мајката земја. И кога Комунистичката партија го откорна од селото, од мајка му, од колепката, и го донесе во градовите и го затвори во кафезите на партиите, во кафезите на нивните железари, на нивните фабрики, едноставно го направи да биде роб и со тоа македонецот пополека и пополека ја губи таа енергија која што ја црпел од мајката земја. Јас вчера реков во едно интервју, ќе го повторам тоа повторно сега. Ако го знаете митот во македонската митологија за богот Антеј. Антеј е син на мајката Геа, на мајката Македонија, нели? И тој ја црпи својата животна енергија, тој не уништи, тој е бесмртен, се додека неговите стопала, неговите нозе газат на таа света почва.
Ако го откачиш од неа, тој умира. И нашиот македонски човек пополека се разболува и умира токму затоа што го напусти селото не по своја волја, затоа што му наметнаа дека животот во градовите е многу поарен од колку што треба да биде. А видовме сега дека Македонија се сведе се на се во еден град што го викаме Скопје, во кој што и го правиме ово интервју, што е за мене катастрофално, бидејќи овој град нема ниту инфраструктура, ниту можности климатски или инфраструктурални или било какви да го одржува ово население. И ќе речем уште нешто. Како една од пораките што би ги упатил, ќе се согласите со мене, до македонскиот народ, до нашите гледачи и слушатели. Малку е можеби иронично или парадоксално и неморално од мене да барам. Меѓутоа, враќајте се назад по вашите села. И кога ќе речете дека сте селани, бидете горди на тоа што сте. Бидејќи во душата на Македонија е селанинот. Селанинот е тој кој што со генерации и генерации својата земја. Јас вчера реков и пак ќе речам сега. Јас сум роден во Скопје, меѓутоа растен во Гостивар, каде што моите имаа голем имот. Дуќани, куќи, а и нивје. И дедо ми Нестор, кој што беше и трговец, меѓутоа и земјоделец, кој што ја сакаше својата собствена земја, наутро ќе дојдеше, ќе ми оставеше неговата голема машка рака како лопата на мене и ќе ја помириса пресната земја на Македонија, ќе беше стани бере мој да појдеме на нива да ораме. И сум бил со него на орање, на копање. Јас сум орал со дедо ми, помагам, со плуг на оној дрвен што е, па на гумно, па на жнење, па на вадење и така натаму. Значи, ние мораме да признаеме едно нешто. Дека оваа држава не нуди иднина. Дека оваа држава со нејзината патолошка сулуда потреба да биде се друго освен Македонија. Не води во пропаст. Нам не ни е потребна Македонија, ова е Македонија. Европа, драги мои македонци, нам не ни е потребен НАТО, нам ни е потребна Македонија, меѓутоа онаа Македонија, која што ни помогала да обстанеме, јадејќи и лед, и сол, и пиперки, и патрижан, за да можеме ние со нашето собствено производство да вратиме назад онаа сила и онаа енергија, која што нас не обстојува повеќе од 500 века, ако не и милиони. Таа сила која што постои во нас, меѓутоа моментално некако како да е испарена. Испарена е затоа што на македонецот не му се сервира алтернатива. Да. На македонецот за еднина така е или не е така? Нека ме отпорекне некој. Велат нема алтернатива освен НАТО, нема алтернатива освен EU и Европа, нема алтернатива освен стратешкото партнерство со Америка. А постојат многу алтернативи. И еве ќе речам уште еднашка. Алтернативата е пред се во нас самите, во нашето враќање назад и признавање дека сме ние земја на селани. Дека ние самите можеме да го вадиме нашиот леб и да се храниме, а мислам дека можеме и да го прехрануваме повеќето од ова население на ова наше македонско полусело. А алтернативата не ни е во Европа, не ни е во НАТО, и од тука ќе мораме да го мениме менталниот склоп на македонецот, за да свати дека алтернативата е во него самиот. Меѓутоа, за да го стори тоа, секој од нас самиот мора да го направи првиот исчекор како македонци. И еве сега додека седам и зборувам овде, се извинувам ако го земам повеќе времето, ме разбирате. Го гледам ово сонце, 16 зраковно сонце. Не е тоа сонцето од Кутлеш, бидејќи Кутле е само локација, едно градче или едно селце или едно место. Ова е сонцето на Македон. И ако ја знаете митолошката положба на ово сонце, односно на нашиот бог Македон, ќе знаете дека единствено нешто ќе наврати назад е ова сонце. Ние не ќе можеме никогаш да бидеме слободна држава, слободен народ, слободна нација, која ќе живее под зраците на вентилаторот. Бидејќи тој вентилатор, оној што не го сменија насилно без да не прашаат нас, нели? Ја има собрано целата енергија натре во него. А ова сонце зрачи од таа енергија од нас, односно од него, од Господа Бога, пак кон сите нас. И се додека ние го направиме тоа, нема ништо да мениме. Можеби ќе ви звучам парадоксално, драги мои македонки и македонци. Меѓутоа, почетокот на нашата современа катаклизма и катастрофа почна не со промената на името.
почна со промената на знамето. Да. Кога ќе го вратиме ова знаме, оному каде што треба да биде, кога ќе го вратиме да се вее гордо на јарболот на Обединетите нации, каде што за прв пат прочен и беше поставено, ако се сеќавате 94 година, кога не примија под тогашниот председател Киро Глиеров, и ако тој отиде под друго име, ова знаме кога ќе го вратиме назад, се друго ќе ни го покаже патоказот, ќе ни освети темнината во овој тунел, во кој што ние, за жал, се уште тапкаме во оваа небеднина. Тоа ќе биде патоказот. Тоа ќе биде патоказот. Значителен. И ова морам да додадам, за тоа ја апсолутно ја префрлам вината не во македонскиот народ. Ја префрлам вината во партијата ДПМН. Не ВМРО, бидејќи те немаат апсолутно ништо заедничко со историското ВМРО. Бидејќи тие први, ако се сеќавате во времето на Љупчо, го тргна ова знаме под диктат на грците. А завчера прочитав една изјава од Димитар Апасиев, кој што има испратено во Централниот комитет, каде што им наредува тоа малечко диктаторче, им наредува на неговите членови во нивните канцеларии да се тргне, ако било каде постоел овој символ, ова сонце на Македон, и да се вее само петокраката и црвеното знаме, не знам што е тоа. Па тогаш нека гласаат за оние кои што тоа им го нудат, па ќе видиме дека ќе одат, нели? Така, благодарам на одговорот. Тоа ќе сакав да потпрешам околу политичкиве актери на нашата општествено-политичка сцена и дека нели да успееме да си ги вратиме сите од земни права атрибути. Кои се вашите прогнози односно начинот, нели, бидејќи сега имаме парламентарна представничка демократија, имаме слободни... Имаме ли? Немаме, да, тоа беше прашањето. И како сега, нели, честниот или доблесен македонец, кој што е упатен во демократските процеси, може да си ги исползува за да може да си ги прави врати на демократски, легитимен начин. Во оваа ситуација кога немаме, а фактички како да имаме, а во суштина немаме. Начинот е многу поедноставен. Јас честопати и пишувам на мојот портал Македониум. И пак ќе речам, ова е моје мислење. Ја можам да говорам во името на оние што се сопаѓаат нашите мислења. Многу е полесно од кога што се мисли. Пред се, ние мораме да бараме пред да има било какви избори, променување на системот, односно променување на начинот на кој што се гласа. 31-2 години македонците гласаат или за едната партија или за другата партија, а едната и другата партија се соучесници во урувањето на се што е македонско овде. Тоа нека го знаат. Ниту ДПМН, ниту СДС немаат ништо направено за оваа македонска држава, за да бидеме ние горди и достоинствени и слободни. И се додека постои овој систем на гласање, овој закон на гласање, тие две партии ќе доминираат, а да не говорам за тоа дека зад нив стојат шиптанските партии, не албанските партии. Во Македонија не постојат албански партии, во Македонија постојат албанци. Јас знам дека ова може би малку контроверзно прашање, меѓутоа во Македонија постојат шиптари. Во Албанија постојат албанци. И тие самите мене ми рекли многу пати и се чудат. Па вие го прифатите тоа. Нам ја пуштија јадицата. За тоа дека се тие албанци и сега ние не можеме да го изговориме зборот шиптар, затоа што се плашиме. А исто така не смене да го изговориме зборот македонец, затоа што така не има наредено. Според тоа, се додека ние не издействуваме закон со кој што Македонија ќе биде една гласачка единица, за да им се одземе правото и моќта на овие две партии кои што се покажаа поголеми велепредавници и од фашистите на Хитлер, ако ме прашате мене, ние ќе одиме залуда на избори, бидејќи и тие избори во овој систем, каде што имаме вакви гласачки структури, каде што имаме ваква структура во судството и тоа, и кој било како да гласи, малечките партии да гласаат, апсолутно тие се оние кои што ќе го менат тоа гласачко тело извор. Тие нема да имаат ништо. И според тоа, уште еднашка пак да речам, се повторувам.
И како да најдеме ние излез од овој чосукот, ја пак ќе речам, не е преку гласање. Е преку промена врз било која власт што е денешка, посебно денеска, за промена на целиот систем, за да го променат законот за гласање. Јас гледам дека ја губиме енергијата, се разбира, не ја губиме оправдано, одиме на протести на пензионери, одиме протести на луѓе кои што биле закачани од онкологијата, за здравството и така натаму. Меѓутоа, нашиот прв и единствен сериозен, масовен протест треба да биде во уливањето на овој систем на гласање. Бидејќи без тоа вие спомнате демократија. Во Македонија нема демократија. И ќе ми простав мене било кој што ќе ми речат, ама ти дојде од Америка и така натаму. Јас дојдов од Америка, меѓутоа ќе ви кажам едно нешто. Јас живеам во Америка од 69-та година, 54 години. Целиот живот го поминав таму. И таа Америка во која што јас отидов полн со надежи и идеали, бидејќи побегнав од комунизмот во Македонија. Не е она Америка која што денес постои. И не е она Америка која што постои, да речем, уште од времето на Никсон, од 70-те години. И ние не можеме да бараме излез од една држава која што код нас се однесува веќе со децении, со најголемо понижување. Америка не ни е нашиот стратешки партнер. Америка, драги мои македонки и македонци, е нашиот најголем државен непријател. И оставете ги вие говорите на Агелар и на сите ние нејзини претходници Бейли и така натаму. Америка ја сакаше Македонија не како Македонија. И кога направија тоа признание 94-та година, така ли беше, не? Беше призната наводно под името, го направија само затоа што требаше да им помине територијалната поделба, со која што тие го стваруваат својот долгорочен стратешки цел, а тоа е да не маргинализираат нас како инородни, како домородни македонци, како народ кој што ја воспоставил оваа држава, и да им го дадат тој простор на шиптарите, не затоа што ги сакаат, туку затоа што тие се понизни и послушни и плашливи, затоа што извршуваат секакво нивно одесување. А јас сум му рекол многу пати на секој македонски политичар, се враќам назад и на Киро Григоров, и на Љупчо Гергиевски, и на Борис Ајковски, со кој што сум бил многу близок. Слушнете ме вам. Американците признаваат тврд став. Тврд став. You have to say no. Ама ми велат таа што ако речеме но, ние сме малички и ќе не бомбардираат. Нека не бомбардираат. Немаше да не бомбардираат. Да знаеше Киро да рече не тогаш. Да знаеше Љупчо да рече не тогаш. Да знаеше Борис да рече не тогаш. И еве сега ќе се вратам назад на муавето што имав со таксистот пред да дојдам овде. Рачиново. Моментот кога 2001 година ние беме победници над терористичките сили на шиптарите од Косово, подпомогнати од НАТО. Не смееја да престанат. А војната не ја изгуби македонскиот народ и македонските борци, слава им, бидејќи ја изгубија политичарите, ја изгуби Љупчо Георгиевски, ја изгуби Бранко, Борис Лајковски, ја изгуби министерот за одбрана, како се викаше, Бучковски и министерот за внатрешни работи. Значи ја изгубија македонските кукавички политичари. Да не дозволеа тогаш на мешање на НАТО, а можеа да не дозволат. НАТО немаше да не бомбардира. Јас ово сум го рекол многу пати на тогашните политичари, меѓутоа никој не ме слушаше. И уште нешто ќе ви речам, јас говорам од личен пример. Секогаш во Њујорк, кога сум бил и чистач, и носач, и амал, и таксиста, било кој се обидувал да ме понижи како македонец, сум го оставал оному каде што треба да биде. Не смеете да дозволите, вие сте македонци, кога ќе речете јас сум македонец, I'm a Macedonian, тоа треба да извира од вас самите, драги мои македонци и македонки. Бидејќи вие не сте ништо полоши и понепоставени и од грците, и од шиптарите, и од албанците, и од србите, и од бугарите, и од американците, и од французите. Погледнете го целиот свет да видите. И ние ништо повеќе не сме измешани околу што е на Америка или е на Франција. Напротив, ние сме можеби да не речам најчистиот народ, релативно говорејќи, немам ништо против малцинствата во Македонија, меѓутоа еден од најчистите народи на Балканот, од кој што се произлегува. Од нас произлегува се. Од оваа почва, од оваа света земја, од оваа македонско полуострво. Златна земја.
Каков пат да трасираме за сегашните млади и за идните генерации? Ана, па јас. Така. Имам јас Така. решение за тоа. Благодарам. Да, ова е вистинското прашање. И прашањето исто би го дополнила со уште едно подпрашање. Дали можеме, или јас се бројувам во тие, повозрастните македонци, да трасираме ние пат за младите, кога ние не си го изодивме нашиот пат. Значи, кога ние нашиот пат, патот на кој што сме, не успеваме да го изодиме на македонски начин. Ние се бориме, даваме отпор, се бориме против се што е нелегитимно, антимакедонско и ненародно. Меѓутоа, се уште не сме извојувале таа битка. А за тоа време, еве да речеме, откако е оваа состојба со нелегитимностите и промените што се антимакедонски, значи не се легитимни, што беа со името суставот, сега повторно што се дуваат, помина 5-6 години, значи веќе и роденчиња што биле тогаш децата, сега на училиште тргнуваат, а оние што биле на училиште веќе ја напуштаат Македонија. Значи младите не можат да чекаат, нели, во овој процес кој што може ќе трае и многу подолго, ако ние не успееме да го прекинеме, ова негативно, само ова зло што се случува. И сега прашањето е колку ние и дали можеме до крај да трасираме ние пат за младите и што во тој случај, значи која е другата алтернатива на која што ние мораме да се посветиме да размислуваме. Се сложувам дека на протестите па може би повеќе од 50% се веќе возрастни. Возрастни, да. Да, пензионерите, затоа што може би се послободни, меѓутоа младите не ги гледаме изостануваат, а тука причините се повеќе. Некои не се тука, другите може би имаат обврски и така натаму, но тие третите кои што би требале да бидат, како порано што студентите биле во првите редови борбени за било какви акции, најверојатно се индоктринирани, значи погрешно усмерувани и од овој систем, и од ово образование, и од оваа власти, предходни власти кои што го стави акцентот нели на некое влијание, да речеме, од страна, на некој материјален успех и така натаму, на сметка на она што никогаш не смееме го заборавиме, како што рече професорот Огинар, дека сме македонци, и да си ја чуваш и сакаш татковината, мислам дека тоа не е, мислам дека тоа го нема во моментот, но како и во оваа ситуација, значи точно од денешниот ден, во такви услови, ние што можеме тука да направиме, значи тоа е едно прашање на кое што верувам и професорот ви му одговорат, и ние околу тоа веќе, нели, тоа го евидентно е што треба понатаму, но и те припуштам, може би да, прво. Историски гледано, Македонија секогаш била земја на печалбари, на исселување. Меѓутоа, познати се причините од кои што тие живееле под турско робство, под Арачот. Па потоа имаме други слоеви со грците, со окупацијата на Бугарија, на Србија и така натаму. Меѓутоа, ова што денес нам ни се случува е своевиден феномен. Ние имаме или немаме држава 32 години, нели, каква и да е, таква и да е, а македонските млади луѓе бегаат. И ти речам зошто бегаат, барем според мене, пак ова е субјективно моје мислење. Бегаат затоа што се воспитани во една средина, во едно општество, чии што родители се пак воспитани во општеството на комунизмот, каде што научија дека на лесен начин, откако ќе завршиш факултет, ти следува работно место и дека ти се што треба да правиш потоа е да седиш во кафана и да пиеш и да одиш да играш со другарите. И тој ланец на таков менталитет се провејува. Ние денеска имаме, за жал, статистички примери во Македонија каде што млади, работоспособни деца, девојки, 20-30 години, дури и се женат и се мажат и деца имаат,
а живеат на сметка или во домовите на своите собствени родители, а родителите тоа го дозволуваат. Капитализмот каков и да е, гнил или не гнил, ќе речам, бидејќи сум и живеам се уште таму, не би постапил така. Тој би ти рекол, синко, ќерко, аут. Оди, снајди се. Тоа треба да го прават нашите родители, треба да им покажат на младите дека времето е дојдено кога тие созреваат, тоа што се вика обсесено признавање на мачурење, на зрелост, каде што тие самите ќе се превземат својата собствена улога, а не да бидат натоварот на родителите и натоварот на државата. И ако ние тоа успееме да го направиме, мислам дека сето тоа пополека ќе се мери. Еве прилика за тоа да македонците, млади луѓе, не бегаат во Германија, туку да се враќаат назад на село. Јас имам една група на македонци со кои што веќе одамна зборуваме за покренување на една иницијатива. Еве тука и ќе предложам за враќање назад на нас македонците кои што сме иселени надвор поради било какви причини, од кои што речем економските биле најмалку важни. Бидејќи вие каде вас, господјо Павловска, во Австралија, а и во Америка имате слоеви на македонци кои што не отидоа затоа што економски беа прогонувани и сиромашни, туку затоа што беа прогонувани од режими супресивни, како што беше режимот на Метакса. Има македонци кои што бегаат токму затоа што ги убиваја, им го забрануваја постоењето како македонци. И тие македонци денес живеат во странство, а копнеат повторно за враќање назад. Ние мораме да изградиме едно јадро, да не речем фонд, бидејќи тој фонд е сомнителен. Не знаеме точно кому ќе му го дадеме. Јас имам примери каде што мои пријатели се враќале назад во Македонија и вложиле капитал. Купиле кафена, купиле хотел, купиле ресторант или купиле куќа. Меѓутоа, навргу се спакували и побегнале. Зошто? Затоа што државата и оваа сегашнава власт и таа претходната работела мафијашки, работела на тоа да ги шиканира, да им се заканува, да бара од нив подкуп и така натаму, и тие сватиле дека тука не можат ништо да направат. Според тоа, ако ние успееме да го убедиме младите да останат овде, а ние од надвор да им помогнеме финансиски, а можеме да го направиме тоа секој од нас колку што може. Меѓутоа, под услов да имаме гаранција дека тие фондови ќе бидат дадени на право место. Еве зборуваме за откуп на земјиште, да речеме. Мене ме оптужуваат некои дека сум ја напуштил Западна Македонија и сум ја продал мојата куќа на Шиптер. Не е вистина. Јас морав да заминам, бидејќи куќата моја беше делена меѓу две мои сестри. И се разбираше, никој не сакаше да остане таму, јас бев во Њујорк. Меѓутоа, ние ја продаваме на прва братучета наша. А некои македонци го продаваа земјиштето, баш што не го зборуваше и таксистот. Вели доаѓа Шиптер, кој што е препон со пари, како ги заработил знаеме, и му вели на македонецот, еве ти 150.000, продај ми ја нивата, продај ми ја куќата, тоа вели, не. И потоа тој ја зголемува цената, бидејќи има неисцрпен избор на тоа. И доаѓа една сума каде што на сиромашкиот македонец му се чини тоа припатливо и тој ја продава. Сега, оно што го направи Израел 47 година. Имаме примери во светот на многу држави. Израел е еден, Хрватска е друг, Италија е трет. Да го речем примерот на Италија. Италија во времето на Джузепе Гарибалди, не знам дали знаете, во 80, почетокот на 19-тиот век, Джузепе Гарибалди е една голема личност патриотска, кој што беше емигрант во Америка и работеше како име на необични мануелни работи, меѓутоа за свој живот успеа да собере големо богатство. И тој се беше заколнал пред мајка му Италија и пред Бога Господа дека ќе се врати назад и ќе им ја даде на Италија земјата која што тогаш беше поделена на многу кнежества. Како што знаете, се караја, се тепаја меѓу себе. Ние не сме никако поошвирени од било кој друг во историјата. Тој отиде таму и насила ги обедини кои со пари, кои со курсно пчело и ја обедини Италија. Тоа треба ние да го направиме, драги мои македонки и македонци. Тоа ние мораме да го направиме, затоа што го имаме тој потенцијал. И не сакам да ми плачете постојано, леле, Македонија не се брани со песни и со ора.
Македонија се брани со дела, конкретни дела. И јас ви предлагам, ајдете сите заедно, дали преку црквата и преку црквените општини, ние што сме надвор од Македонија, прво да собереме фондови со кои што ќе им обезбедиме на што код нас се однесува веќе со децении, со најголемо понижување. Америка не ни е нашиот стратешки партнер. Америка, драги мои македонки и македонци, е нашиот најголем државен непријател. И оставете ги вие говорите на Агелар и на сите ние нејзини претходници Бейли и така натаму. Америка ја сакаше Македонија не како Македонија. И кога направија тоа признание 94-та година, така ли беше, не? Беше призната. Беше призната наводно под името, го направија само затоа што требаше да им помине територијалната поделба, со која што тие го стваруваат својот долгорочен стратешки цел, а тоа е да не маргинализираат нас како инородни, како домородни македонци, како народ кој што ја воспоставил оваа држава, и да им го дадат тој простор на шиптарите, не затоа што ги сакаат, туку затоа што тие се понизни и послушни и плашливи, затоа што извршуваат секакво нивно одвесување. А јас сум му рекол многу пати на секој македонски политичар, се враќам назад и на Киро Григоров, и на Љупчо Гергиевски, и на Борис Ајковски, со кој што сум бил многу близок. Слушнете ме вам. Американците признаваат тврд став. Тврд став. You have to say no. Ама ми велат, што ако речеме но, ние сме малички и ќе не бомбардираат. Нека не бомбардираат, немаше да не бомбардираат. Да знаеше Киро да рече не тогаш. Да знаеше Љупчо да рече не тогаш. Да знаеше Борис да рече не тогаш. И еве сега ќе се вратам назад на муабето што имав со таксистот пред да дојдем овде. Рачиново. Моментот кога 2001 година ние беме победници над терористичките сили на шиптарите од Косово, подпомогнати од НАТО. Не смееја да престанат. А војната не изгуби македонскиот народ и македонските борци, слава им, бидејќи ја изгубија политичарите, ја изгуби Љупчо Георгиевски, ја изгуби Бранко, Борис Лајковски, ја изгуби министерот за одбрана, како се викаше, Бучковски и министерот за внатрешни работи. Значи ја изгубија македонските кукавички политичари. Да не дозволеа тогаш на мешање на НАТО, а можеа да не дозволат. НАТО немаше да не бомбардира. Јас ово сум го рекол многу пати на тогашните политичари, меѓутоа никој не ме слушаше. И уште нешто ќе ви речам, јас говорам од личен пример. Секогаш во Њујорк, кога сум бил и чистач, и носач, и амал, и таксиста, било кој се обидува да ме понижи како македонец, сум го оставал оному каде што треба да биде. Не смеете да дозволите, вие сте македонци, кога ќе речете јас сум македонец, I'm a Macedonian, тоа треба да извира од вас самите, драги мои македонци и македонки. Бидејќи вие не сте ништо полоши и понепоставени и од грците, и од шиптарите, и од албанците, и од србите, и од бугарите, и од американците, и од французите. Погледнете го целиот свет да видите. И ние ништо повеќе не сме измешани околу што е на Америка или е на Франција. Напротив, ние сме можеби да не речам најчистиот народ, релативно говорејќи, немам ништо против малцинството во Македонија, меѓутоа еден од најчистите народи на Балканот, од кој што се произлегува. Од нас произлегува се, од оваа почва, од оваа света земја, од оваа македонско полуострво. Златна земја. Каков пат да трасираме за сегашните млади и за идните генерации? Ана, па јас. Имам јас решение за тоа. Благодарам. Да, ова е вистинското прашање. И прашањето исто би го дополнила со уште едно подпрашање. Дали можеме, или јас се бројувам во тие, повозрастните македонци, да трасираме ние пат за младите, кога ние не си го изодивме нашиот пат. Значи, кога ние нашиот пат, патот на кој што сме, не успеваме да го изодиме на македонски начин. Ние се бориме, даваме отпор, се бориме против се што е нелегитимно, антимакедонско и ненародно. Меѓутоа, се уште не сме извојувале таа битка. А за тоа време, еве да речеме, откако е оваа состојба со нелегитимностите и промените што се
антимакедонски, значи не се легитимни, што беа со името суставот, сега повторно што следуваат, помина 5-6 години, значи веќе и родинчиња што биле тогаш децата, сега на училиште тргнуваат, а оние што биле на училиште веќе ја напуштаат Македонија. Значи младите не можат да чекаат, нели, во овој процес кој што може ќе трае многу подолго ако ние не успееме да го прекинеме ова негативно, само зло што се случува. И сега прашањето е колку ние и дали можеме до крај да трасираме ние пат за младите и што во тој случај, значи која е другата алтернатива на која што ние мораме да се посветиме да размислуваме. Се сложувам дека на протестите па може би повеќе од 50% се веќе возрастни. Да, пензионерите, затоа што може би се послободни, меѓутоа младите не ги гледаме, изостануваат, а тука причините се повеќе. Некои не се тука, другите може би имаат обврски и така натаму, но тие третите кои што би требале да бидат, како порано што студентите биле во првите редови борбени за било какви акции, најверојатно се индоктринирани, значи погрешно усмерувани и од овој систем, и од ово образование, и од ова власти, предходни власти кои што го стави акцентот, нели, на некое влијание, да речеме, од страна, на некој материјален успех и така натаму, на сметка на она што никогаш не смееме го заборавиме, како што рече професорот Огинар, дека сме македонци и да си ја чуваш и сакаш татковината, мислам дека тоа не е, мислам дека тоа го нема во моментот, но како и во оваа ситуација, значи точно од денешниот ден, во такви услови, ние што можеме тука да направиме, значи тоа е едно прашање на кое што верувам и професорот би му одговорил, и ние околу тоа веќе, нели, тоа го евидентно е што треба понатаму, но и те препуштам, може би да, прво. Историски гледано, Македонија од секогаш била земја на печалбари, на иселување. Меѓутоа, познати се причините од кои што тие живееле под турско робство, под Арачот. Па потоа имаме други слоеви со грците, со окупацијата на Бугарија, на Србија и така натаму. Меѓутоа, ова што денес нам ни се случува е своевиден феномен. Ние имаме или немаме држава 32 години, нели, каква и да е, таква и да е, а македонските млади луѓе бегаат. И ти речам зошто бегаат, барем според мене, пак ова е субјективно моје мислење. Бегаат затоа што се воспитани во една средина, во едно општество, чии што родители се пак воспитани во општеството на комунизмот, каде што научија дека на лесен начин, откако ќе завршиш факултет, ти следува работно место и дека ти се што треба да правиш потоа е да седиш во кафана и да пиеш и да одиш да играш со другарите. И тој ланец на таков менталитет се провејува. Ние денеска имаме, за жал, статистички примери во Македонија каде што млади, работоспособни деца, девојки, 20-30 години, дури и се женат, и се мажат, и деца имаат, а живеат на сметка или во домовите на своите собствени родители, а родителите тоа го дозволуваат. Капитализмот, каков и да е, гнил и не гнил, ќе речам, бидејќи сум и живеам се уште таму, не би постапил така. Тој би ти рекол, синко, ќерко, аут. Оди, снајди се. Тоа треба да го прават нашите родители, треба да им покажат на младите дека времето е дојдено кога тие созреваат, тоа што се вика општествено признавање на мачурење, на зрелост, каде што тие самите ќе се превземат својата собствена улога, а не да бидат на товарот на родителите и на товарот на државата. И ако ние тоа успееме да го направиме, мислам дека сето тоа пополека ќе се мери. Еве прилика за тоа да македонците, млади луѓе, не бегаат во Германија, туку да се враќаат назад на село. Јас имам една група на македонци со кои што веќе одамна
зборуваме за покренување на една иницијатива. Еве тука и ќе предложам за враќање назад на нас македонците кои што сме иселени надвор поради било какви причини, од кои што речем економските биле најмалку важни. Бидејќи вие каде вас, господјо Павловска, во Австралија, а и во Америка имате слоеви на македонци кои што не отидоа затоа што економски беа прогонувани и сиромашни, туку затоа што беа прогонувани од режими супресивни, како што беше режимот на Метакса. Има македонци кои што бегаат токму затоа што ги убиваат, им го забрануваат постоењето како македонци. И тие македонци денес живеат во странство, а копнеат повторно за враќање назад. Ние мораме да изградиме едно јадро, да не речем фонд, бидејќи тој фонд е сомнителен. Не знаеме точно кому ќе му го дадеме. Јас имам примери каде што мои пријатели се враќале назад во Македонија и вложиле капитал. Купиле кафена, купиле хотел, купиле ресторант или купиле куќа. Меѓутоа, набрзо се спакували и побегнале. Зошто? Затоа што државата и оваа сегашнава власт и таа претходната работела мафијашки, работела на тоа да ги шиканира, да им се заканува, да бара од нив подкуп и така натаму, и тие сватиле дека тука не можат ништо да направат. Според тоа, ако ние успееме да го уведиме младите да останат овде, а ние од надвор да им помогнеме финансиски, а можеме да го направиме тоа секој од нас колку што може. Меѓутоа, под услов да имаме гаранција дека тие фондови ќе бидат дадени на право место. Еве зборуваме за откуп на земјиште, да речеме. Мене ме оптужуваат некои дека сум ја напуштил Западна Македонија и сум ја продал мојата куќа на Шиптер. Не е вистина. Јас морав да заминам, бидејќи куќата моја беше делена меѓу две мои сестри. И се разбираше, никој не сакаше да остане таму, јас бев во Њујорк. Меѓутоа, ние ја продаваме на прва братучета наша. А некои македонци го продаваат земјиштето, баш што не го зборуваше и таксистот. Вели доаѓа Шиптер, кој што е препон со пари, како ги заработил знаеме, и му вели на македонецот, еве ти 150.000, продај ми ја нивата, продај ми ја куќата, тоа вели, не. И потоа тој ја зголемува цената, бидејќи има неисцрпен избор на тоа. И доаѓа една сума каде што на сиромашкиот македонец му се чини тоа прифатливо и тој ја продава. Сега, оно што го направи Израел 47 година. Имаме примери во светот на многу држави. Израел е еден, Хрватска е друг, Италија е трет. Да го речем примерот на Италија. Италија во времето на Джузепе Гарибалди, не знам дали знаете, во почетокот на 19. век, Джузепе Гарибалди е една голема личност патриотска, кој што беше емигрант во Америка и работеше како и мене необични мануелни работи, меѓутоа за свој живот успеа да собере големо богатство. И тој се беше заколнал пред мајка му Италија и пред Бога Господа дека ќе се врати назад и ќе им ја даде на Италија земјата која што тогаш беше поделена на многу кнеженства. Како што знаете, се караја, се тепаја меѓу себе. Ние не сме никако поошвирени од било кој друг во историјата. Тој отиде таму и насила ги обедини кои со пари, кои со курсно пчело и обедини Италија. Тоа треба ние да го направиме, драги мои македонки и македонци. Тоа ние мораме да го направиме, затоа што го имаме тој потенцијал. И не сакам да ми плачете постојано, леле, Македонија не се брани со песни и со ора. Македонија се брани со дела, конкретни дела. И јас ви предлагам, ајдете сите заедно, дали преку црквата и преку црквените општини, ние што сме надвор од Македонија, прво да собереме фондови со кои што ќе им обезбедиме на младите да останат овде, меѓутоа, под услов, не да живеат во Скопје во кафеаните, не да живеат под раководство на нивните родители, туку да се враќа назад во селата од каде што потекнале. Бидејќи, вие ако се прочитате денес на Македонија, како што направиле јас и мојата сопруга Милица, ќе видите дека практично цела онаа држава што денес ја викаме, за жал, Северна Република Македонија, овде како Скопје. Ве има, односно, не има некаде 700.000, а се што ќе го најдете како село е запуштено. Западна Македонија, Источна Македонија, Јужна Македонија, која и сакате, разбирате или не. И сега ми рекоа едни, ако е вистина, ова е страшно,
дека шиптарите по полека почнуваат да го откупуваат и Марио. Марио, најмакедонската, најплодната земја. Тука лежи решението, тука лежи спасот. Не е спасот во тоа дали ќе дојде Мицкоски на власт или ќе дојде било кој друг. Спасот лежи во тоа да дојде македонецот на власт, а ќе дојде на власт ако сака да вложи, да одвои нешто од себе си самиот и да го направи тоа. Јас немам многу пари, меѓутоа, ако дојдеме до согласност за тоа дека тој фонд ќе биде под контрола, поставен конкретно со услови, за тоа да ги спречиме крварењето на македонскиот народ преку својата младина, да ги спасиме македонските мајки и татковци да тагуваат, а ќе имаме полза од сите. Ќе имаат полза и младите македонци, бидејќи ќе се вратат назад во еколошки чиста средина. Да. Ќе го напуштат селото, а ќе имаме полза затоа што и старите родители ќе имаат со кого да бидат катаден, блиски, бидејќи Македонија е блиска. Со ауто би можеле да поминете за 1 сат, 2 во било кој простор од овдека. Според тоа, тука е решението. Не ви е решението во гласање на политички партии. Решението е во нас самите да ја покажеме нашата вистинска љубов, нашиот огин, огинот на Прометеј, кој што гори во нас и кој што не смее да дозволиме никогаш да ни изгасне. Ви благодариме. Мислам дека можеме сега да завршиме со оваа програма, Сигурно. со тие ваши прекрасни Сигурно. зборови и потик до сите нас. Благодарам, би сакала да го изразам уште еднаш благодарност за ова последното, нели, како предлог што произлезе од вас, и да поздравиме таа иницијатива и дали можеме, еве јас би предложила, вие кои што сте нели и другите како вас и вие од нашето иселеништво кои што велите сме спремни да помогнеме младите да се вратат во Македонија, каде што нели услови да имаат самите да обстојуваат. Тоа вие како нели тие кои што имате таа заложба, например колку ќе сте или со кои што веќе таа иницијатива може би ја разгледувате, да го поставите тоа, да го усмерувате, значи се додека не дојде што ќе биде нели таа организација или фонд, што и да е, во рацете на сигурни млади, значи од вас до нив и тие да има таа улога на креирање на тие услови за своето, нели, овдека да си го воспоставуваат живењето. И еве да завршам, ако смеам, со уште една не порака, туку повеќе како совет на размисла што имам. На 77 години, а јас отидов на 22 години. Се уште ми е свежа Македонија, се уште го говорам македонскиот јазик. И ништо не може да ме спречи тоа да го правам и понатаму. И ако ми речат, зошто не сакаш да се вратиш, ќе ви речам едно нешто. Јас ќе се вратам, мене ми е многу лесно да се вратам заедно со сопругата, бидејќи сме и обајцата сега пензионирани професори и не сме брзани за ништо, ние имаме тука стан. Меѓутоа, враќањето треба да биде не мое, на оние кои што не биле одамна овде, а посебно на оние кои што има наум да заминат, а за жал, ги има многу. Враќањето мора да биде условено со фактот за тоа дека имаме доволно економска, финансиска, морална, политичка и да речем физичка моќ да го мениме системот и да им овозможиме вистински здрав живот на овие луѓе како македонци во својата собствена држава, за да му покажеме на светот, драги мои македонки и македонци, дека нема поголемо величие од тоа да се биде македонец. И еве сега треба да заминам, деновиве заедно со сопругата назад во Њујорк и имам двосмислени чувства. Ја имам во мене она вистинска длабока тага што ќе може да се дела. Да разбирате, а тоа го имаат многу, го имаме ние сите. И можам да замислам како им е и на младите наши девојки кои што одат по Германијине, по Европине, по Австралијине, по Америкине. Затоа што е голема болката, а за секоја болка има лек. А лекот е во љубовта наша, едни кон други и кон Македонија.
Благодариме. Јас поделувам вашата мисла. Сосема и ве разбирам. Ja. Истото го чувствуваме. Ете ја завршиме со солзи, меѓутоа тоа не се солзи на тага, солзите се како роса што капе врз трнавиот, за да му помогне да го отвори своето јадро кон сонцето на Македон, кој што не грее каде и да сме, за многу години. За многу години. Да живее Македонија. Да живее Македонија. Ви благодариме. Благодарам. Разговор водевме со професор доктор Нестор Огинар од Нью Йорк, Америка. И на нас ни на вистина причина големо задоволство и чест што разговаравме со вас во оваа прва емисија на серијалата која што ќе продолжиме да ја емитуваме редовно овој пат. Така да голема чест и задоволство изразувам од моје име, од името на Ана Бобинкова Мијаковска и господинот Ристо Мијаковски, и се надеваме дека во наскора иднина пак ќе можеме да разговараме и да ги потикнеме нашите гледачи и слушатели дека она што се е не смеат да го заборават, дека ние сме единствен народ, една земја, една родна земја, една татковина и мораме да си ја чуваме. На многоја лета. Благодарам. За многу години. Се надевам дека ќе ни се придружите следниот пат кога ќе емитуваме втората емисија од овој серијал. Уште еднаш благодариме. Довидување. Довидување.